Следи разговор со Хари Кацановски, новинар, модерен филозоф и автор на делото Анатрос, неговото прво дело, кое топло сакам да го препорачам на сите оние кои сакаат да добијате на различна димензија за иднината. Во разговорот покривме разни теми, почнувајќи од филозофија па се до канибализам. Јас оживав во разговорот, се надевам ќе уживате и вие. Значи, ова е ти си првиот модерен филозоф, да кажеме, во Wild Tales, кога го замишлав подкастот и кога сакав да бирам теми за што ќе се збори и како ќе се збори. Имаше некој тренд, Џо Роган беше еден од нив, кој што отворија поле за сите теми. Значи нема тема што е забранета или нема тема што е ограничена, значи можеме да разговараме за се и помалку ќе филозофираме. И ти си можеби најблиску до идеалниот гостин што ја би го посакувал да гостува во овој подкаст. Така да фала ти што дојде, фала ти што прифати и се надевам дека ќе имаме добар разговор. Честа е моја. Ја и ти се знаеме уште одамна, што досновно. Ке дајме малце контекст, колку време, од каде? Па вака, ја и ти учевме основно, кога беше тоа пред 34 години, кога ќе му дојде пред 18 години се видовме последен пат. Се видовме чат пат уште неколку пати низ Скопје, вамо таму. Не се рачуна тоа. Не се рачуна тоа. Значи, ова е официјално прво седнување после 18 години. Да. Така некако. И чудно е, пошто во еден контекст се разделивме тоа што зборевме тогаш. Кога ние се видовме последен пат, тие што се родиле 20 години сега имаат, на факултет се втора година. Нема везе, не сме толку стари са некако. Ние не сме толку стари, добро, да, ама не е ни малце време. Не е ни малце. За тоа време битни работи се случија, и мене ке тебе да кажеме, еве сме во ситуација да снимиме многу интересен разговор и мотивот за тоа за овој разговор беше случајно видов, ја не знаев со што се бавиш, не знаев да кажеме во животот на која страна те однел. Случајно видов еден пост на Facebook во кој што се приметува еден друг тек на мисла од друг тип на човек. Мислам дека тоа беше, ајде да кажеме, за некои феномени во македонско општество, колку конкретната ситуација беше колку една девојка која оди сама низ темните сокаци низ Скопје, конкретно, твоето чекорење позади неа или паралелно со неа создава страф и анимозитет веднаш кај неа. Што е општеството во кое што живееме. Да. И ти раскажуваш една ситуација во која што тебе ти се случуваат многу лоши работи од, да кажеме, ситуација која што е сосема обична како чекорење. Што те натера? Можеш ли да ми ја раскажеш, да ми го објасниш феноменот, пошто иницијално тоа е она што мене ме привлече во твојот процес на размислување. Знаеш, ќе почнам со... Има режисер еден, Мартин Скорсезе, и има еден филм, се вика After Hours. И тој филм протагонистот почнува вечерата сосема случајно некаде, почнува да оди и сега да не го раскажувам цел филм, како што оди, му се случуваат низа од неочекувани настани, завршува на места кај што не замислил дека ќе заврши. И тоа е една луда вечера за него и цел филм ја снима таа вечера. И сега ова е налик на тоа, сега не е омаж, туку многу слично на тоа. И тоа што го прави тој филм привлечен, и тоа што го прави многу близко до луѓето сето тоа, и тоа ја што го напишав, е што на сите луѓе им се случиле тие работи. Пред секога нешто, кога луѓето го прочитаат нешто кое се преноѓаат, секој и при мене ми се десило 100 пати да идам позади некоја и да мисли дека ја следам па да ме биде незгодна. Ред други настани, па и ликови, па и размислувања на ликовите како тој таму што се појави од никаде, што му збораш, абе брат, жените, вака така. Тие ликови ние ги гледаме секој ден. Се соочуваме со нив, имаме комуникација со нив и така натаму, и кога тие случки се срочени низ хумор, каде што се сузбива тоа ставовите, не знам, верувањата на луѓето за тоа какви се, каков им идентитетот, што значи тоа, што е страшно, што не е, што ги прави анксиозни и така натаму. Кога сите го гледаат тоа, е relatable, кој што викаат американците, блиску да секој,
многу полесно се создава диалог помеѓу луѓето, бидејќи секој што ќе го прочита тоа, следен пат кога ќе се најде во таква ситуација, најмало дука ќе се насмее, ќе каже и даве ова е таа ситуација, ја знаеме, не ја искусувам само ја на пример, се десила. Ја секоја девојка кога ќе се најде во ситуација кај што ќе се исплаши, с крај да е, ако има причина да се исплаши, не е смешно тогаш, ама еве да кажеме нема причина да се исплаши или се причини ќе текне на тој настан. Некако кога се очуваат тие случаи што ги гледаме во секојдневието во нешто што е сатира или хумор, луѓето им леснува и во најмала рака ќе се насмеат тие 5 минути. И мене тоа ми се допаѓа, сакам некој да работи што и мене ми тежеле некојаш, не, тоа мислам конкретно е повеќе за фрканција, ама и посериозни теми кои мене ми тежеле или сум ги размислувал и сум имал цел диалог со себе зошто луѓето вака така, кој ќе го срочам, тој кој ќе го напишам, излигува некако тоа, го гледам са тука и кога ќе го споделам и кога ќе го поврзам моето искуство со искуството на сите. Да, мора да признавам дека доста успешно го правиш тоа. Значи она што ти го правиш ствари е идентификување на некој социјален феномен и префрлање на хартија. Да. Едноставно да можат колку што е можно поголем број луѓе да се поистоветат со тоа и да сватат дека не е тоа нешто индивидуално што им се дешава нив, туку дека е нормална ситуација, дека треба нели само механизам за да се справат со тоа. Со какви други феномени се соочил, да кажеме, кога викаш сами од себе сакам да пронаоѓам феномени и многу покомплексни и да ги споделувам? Па еве да кажеме, тоа може да бидат од различен карактер, може да се политички, идеолошки дилеми, може да се филозофски дилеми, може да се работи што се предмет на психологијата. Ти си влюбеник во филозофија, психологија и култура, така да кажам. А при тоа си дипломиран машински инженер, дипломиран фармаколог. Лабораториско биоинженерство, тоа е одсек на фармацевски факултет, се бави со молекуларна биологија, генетика, лабораториски пракси, медицина, хемија и така натаму. Значи, тоа е еден интересен микс вака од различни култури, полиња, ја би рекол уникатен, ја не познам уште еден човек што го има тој бекграунд од толку различни страни и успешно ги совладал, не само да ги пројде, да кажеме, темите, туку успешно ги владее. Кога се збори за хемија, знаеш доволно, да кажеме, да парираш на ниво на може не академика, ама сосема солиден или просечен, да кажеме, практикант. Кога се дебатира за фармакологија, за лекови, за тие теми исто. И наеднаш правиш микс со филозофија и со психологија. Како се измешаат? Како ги спои тие некои работи? Тоа е многу чудна траекторија, не е, знаеш, многу е сегментирана. Например, јас кога пишав машински, јас сакав да идам филозофија или психологија, нешто такво. Имавме дома една мала расправа, што е практично животот, што не е, па ајде ќе се пробам машински. И сега на почеток кога почнав пример на машински, не го учев тоа, не ме интересираше на почеток. И после преку филозофија и преку размислување, пошто во филозофија сега не навлегувам, пошто ептен тоа не биде, али филозофија има повеќе гранки и една од гранките се вика епистемиологија. Таа е како знаеме што е вистина, што не е, како стигаме до знаењето, која е најдобра метода за стигање до знаењето. И како најдобро можеме да знаеме што се случува во светот, како е. Тоа е нешто што ти си го одбрал како правец во филозофија да го изучуваш? Да, ме интересирало првично како љубопитство, не како конкретно одлука се јас ке пучам епистемиологија. Ме интересирало каков е светот, па сум проучувал религии. Значи ако те прашам сега што е вистина, ти имаш некој одговор за тоа? Не. Што е вистина, можам ти ги кажам сите можни позиции кои постојат и која мене најпрактично ми лежи сега за сега со тоа што го знам и го верувам и што сум го искусил.
Ама што е вистина е прашање што повеќе фокусирано на тоа, не знам, дали постои гравитација. Што е вистина? Има или нема гравитација? Се неки дискутираме, да, гравитацијата ја има, бидејќи паѓаат предметите, па ти ќе ми кажеш откај знаеш дека ова не е све илузија, матрикс, па може нема ни гравитација, не се чини. А епистемологијата е повеќе како да стигнеме до вистината, која метода да ја употребиме за ние да стигнеме до тоа што е вистина. И сега, например, тоа почнало како љубопитство во мојот живот. Не се религии, не се различни учења, сум читал, сум правил, па сум менјал ставове, па сум било на не знам што ти свет, тие ентитетски промени низ детството. И кога бев на Машински, во еден момент навлегов во емпиризам. Така, едноставно кажано, правец со филозофијата, кој се бави со тоа, со пронаѓањето на вистината преку искуството. Значи, ние ако имаме искуство и искусуваме работи, ние можеме да ги тестираме, ќе се согласиме на некои премиси, како што ги викаат, дека постоиме во свет кој има некои законитости, кои ние можеме да ги прецепираме, почнуваме од таму и после потребуваме научен метод, да кажеме, како нека алатка или различни други методи, научниот сега е во парадигмата нерелевантен, за да откриеме како стојат нештата. И тоа почна од побуди на љубопитство, што е вистината, што не, па филозофија на наука, па метафизиката, кои се како почнало и така натаму. Тоа сега тука може да се надоврзам, као почетокот на секој филозофско учење, мислам дека наоѓа место во љубопитноста на човекот. Кога ќе почне да се развива вистинска љубопитност за феномените кои што не обкружуваат, филозофијата некако најприродно доаѓа и ги нуди одговорите што ги бараме. Дали филозофијата повише поставува прашања најчесто, него што ги одговара, и ако некој успеал, мислам, зависи са кој правец, ама да речеме оваа аналитичкава филозофија е една од правците на континент. Поставува прашања и ги подкупува одговорите. Повеќе него ли што ќе ти даде одговор. Значи, например, ти ќе кажеш маса е ова со 4 ногарки и ќе ти дојде некој филозоф на јазик и ќе ти каже, а што ако и ова таму што нема 4 ногарки, има 3 ногарки, исто така е маса. Значи, зашто масата па 4 ногарки да има? И ти сега ќе речеш, окей, мора да има ногарки. Ќе ти каже, не, веќе јас земам получава и тука ќе ставам кафе и ќе користам ко маса. Онда ќе тоа е маса и тука ќе влезете дебата за тоа дали воопшто можеме да дефинираме масата. Имаше едно меме, кај што еден Паскали кој почнува да учи филозофија, као се сопиња, пошто уште ништо не зна, и како што паѓа Паскалите на крај вешто се спушта и на крај го мава метлата која стига до крајот, која разбира се, уствари пак е збунат. Ама сума сумарум Машински почнав да го учам, пошто нели таму почнавме, бидејќи ме интересираше како да стигнам до знаењето. Засакав наука, сватив каде е местото на Машински, што проучува механика, физика и така натаму, и тогаш почнав да го учам. Па ме заинтересира медицина, тоа ми беше дипломската Машински, ствари повеќе беше медицинско инженерство. Значи ти дипломираш на Машински и сваќаш дека те интересира медицина. Добро. Тоа само да го расчистиме. Да, медицинско инженерство, значи тоа невромускулни стимулатори, што почна медицината ме интересира, ама пошто сум на Машински, морав Машински да направив. Упишав на фармацевски, почнав хемија, биологија, па тука еволуција, па све, па ме интересираше, па што се клетки, па што све, па сакав да можам да го разбирам човечкото тело, да разбирам хемијата како ги создава растенијата. Знаеш, ти дава лепеза од знаење, од ботаника, од растенија до медицина учиш, до не знам, како да синтетизираш определен лек. И сите тие работи, сакав да кажам, не се оддалечени од филозофијата, не се несродни сосем. Има филозофијата не е школа, повеќе е као некоја перспектива, став, емергенционизам се вика, емергентни феномени, кај што све што знаеме од психологија до физика, едно од друго произлегува и се поврзани. Малце го поедноставувам и не се сите согласни со тоа како модел некој,
Али тоа е нели од логика и од математика произлегуваат основните концепти, па од тоа се создава физиката, па кога идеш на ниво на повисок ред, физиката пре на поголема количина хемијата и хемиските закони, па тие биологијата, па биологијата мозокот, па мозокот уште повисоко свеста, таа емергира као од мозокот, во една од школите тие на сел и така натаму, тез поточав денет. И од тука психологија, социологија, економија, све се состојби поврзани со умот, нели, не може да имаме економија и социологија ако немаш луѓе со ум кои ја прават. Значи тие мора прво да имаш ум за да можеш да имаш економија и социологија и сите тие науки, социјални што се. И сите тие се поврзани. Некој идеален агент што би можел да разбере хемијата и да пресмета хемијата, ќе може да пресмета што ќе помисли тој политичар кој ќе го каже тоа и тоа и тоа, ќе му го анализира мозокот, сите неврохемиски синапси, бла и ќе може точно да процени што ќе каже за 5 минути. И тие, иако се различни парадигми и различни јазици се користат за тоа. Значи, например, ако зборам со јазик на неврологија, зборам со неврони, со не знам, натриум калиумови помпи, како испукуваат, како мозок, кога зборам со јазик на психологија, употребувам ствари како чувства, како јас се осеќам, како ти се осеќаш, дали сме пријатели. Има јас меѓу тие две, можеме да кажеме дека кога се активира овој дел од мозокот, ја чувствувам вака, а не можеме истиот јазик да го користиме, пошто се различни парадигми. И тука е проблемот во кој има големи дискусии, како ова со мозокот доведува до тоа со мислите. Ама да не застанувам, поентата ми е бев еклектичен, ме интересира све. И колку повеќе работи учиш, повеќе почнуваш да стигаш до поврзаности помеѓу работите, каде што имаш интердисциплинарни науки, имаш невропсихологија, имаш бихевиорална економија, па економија можеш со психологија да поврзаш, економија можеш со физика да поврзаш, теорија на Хас. Океј, на крај да провериме до кај сме. Значи, дали добро пратам. Дипломираш машински, дипломираш медицина, продолжуваш како новинар. Да. Сега тоа ми е ново со новинарството, неколку месеца сум. Не, извини, значи пред да почнеш со новинарство, паралелно уствари се бавиш цело време со преведување на филмови. Да. Тоа ми е комплетно непознато поле, вака да ти кажам како вакво. Како феномен. Мајка ми е експертиза на ече од тоа 10 години, веќе можам да кажам, не знам колку ми даа таму 20 кусот, може 30 години. Да. И што одмал ме обучи на преведување, пошто тоа е тезга. Што и да ми се случи животот, знам да преведувам, секогаш можам да заработам нешто плюс. Како оди процесот на мислам, од секогаш сум сакал да гледам филмови, сум ги гледал преводите, да кажам, и знаеме да критикуваме кога нешто не е преведено како што треба. Да. И никогаш никој не сваќа уствари дека или барем не го зема во обзир фактот дека преводот го прави човек, го извршува човек и дека таа грешка е човечка грешка и така натаму. Значи колку тебе ти се случувале да кажеме грешки во преводот или колку пати си било она што го викаат изгубен во преводот. Значи, кога почнуваш си катастрофа, нормално, ама тука е мајка ми како некој вид на уредник и ме обучува и сите преводи. Која е катастрофа? Да мислам како функционира процесот на го слушаш филмот? Погрешен превод. Зборот не си го сватил, реченицата не си ја сватил како што треба, нешто друго кажале, например. Се употребил, тоа е као најелементарна грешка, го си гутнал преводот. Одбрзање, не си прочитал добро, немаш време, зборот ти се причинил као не знам, I will go, а он кажал they will go, нешто така ситно и скроз си гутнал одбрзање. И тоа го правиш на почеток, после помалце, повремено и сам можеш да го направиш, ама кога го прегледуваш пак се најдеш грешката, нели? Пракса. И после, знаеш, преведувачи, особено добро преведувачи, се многу пицаизли. Значи стигаат до тоа кој е по-македонски збор. Кој е пократок збор, значи, например, превод колку е пократок титулот. А истото си го кажал. Тоа е некоја цел што треба да се постигне со пократки зборови или со пократки реченици да го кажеш истото, затоа што да се долови смислот. Време на текстот 8 години са ти дека го прочиташ текстот, по оваа филм ти поминал. Да. Например, кон кажал, јас сум човек кој многу сака да шета на плажа, ти ќе кажеш сакам да шетам на плажа.
Исто тоа го викаш. Значи, него добиваме буквалниот превод, Никако. пошто тоа би траело премногу. Да, сега види, кога филмовите обично, диалозите се више направени најчесто со филтер, убав и лесни се, така што ти немаш што многу секојаш да кратиш, зависи од филмот, има некој баба, ама тие што многу филмови се, толку се скратени што ти само го преведуваш тоа што се кажува. Моментот е да размислиш на македонски, например, да преведаш тоа е повеќе искуство, да не размислуваш на англиски. Ние тука, пошто што деца сме со англискиот, многу често и жаргон го користиме и размислуваме англиски. Сега, например, it's okay with me, ние викаме, тоа е окей со мене, брат. Знаеш, окей е со мене, тоа нема смисла во македонски, окей е со мене, што е окей со... Туку викаш не ми пречи на македонски. Тие работи, тие финеси со искуство ги учиш во преводот, учиш кои зборови се по македонски под наводници, например, без цјалица, светилка, како го употребиш, например, и така натаму, пошто ти пишеш за цела Македонија, не пишеме за Скопје само. А што е со троцизмите, да кажеме? Зошто... Ако се од домакинати, Што значи домакинати се користат долго време? од домакинати значи дека се прифатени во стандардниот говор на македонскиот јазик. Добро. Баклава, например, тоа не е турцизам, тоа е име на јадење од турскиот јазик, ама ние јадеме баклава, што знаме, ние имаме ние турцизми, баклава не е пример за тоа, не е битно, ама имаме и македонски аналози. И кога ги имаме, најчесто ги имаме, ги користиме македонските. Тоа исти со диалектизмите. Диалектизмите се македонски јазик и се прифатени во македонскиот јазик. Са не зборуваме за србизми, за зборови што ги нема, зборуваме за диалектизми. Чупе, например, да кажеш, тоа е македонски збор. И е диалектизам, ама во превод и скопски имаме многу диалектизми. Например, дечко е во македонскиот речник, ама момче е општо. И сега ти како преведувач гледаш да не користиш диалектизми. Значи нема дечко, нема чупе. Има момче и девојче, бидејќи тоа за сите важи. Сега ако некој ме чита мене од не знам од кој да е град, не е битно од Битола, што не од Битола, е од Крушево, ќе речам дечко јас. Ама не добро. Момче за сите. Еве на пример, ти си преведувач што користи дијалект. Значи го користиш дијалектот активно во твојот живот и по природа на стварите ќе ти дојде да го искористиш дијалектизмот. Не, се пресвичуваш таму. Размишляш македонски. Колку има? Со искуството си Дали би те вратиле, да кажеме, еве, клиентот? Дали би те вратил за дијалектизам? Зависи од клиентите. Некои се многу строги, многу ригорозни околу тоа прашање. Најчесто колку се попрофесионални, толку поише, пошто имат лектори, они. И се колекторот се пишал некаков флагрантен таков диалектизам, ќе ти го попре, нема те врати, ќе ти го попре, ама ако ностоп го преш тоа, па нема те најмува да им преведуваш, пошто се лош преведуваш. Ама муабетот е дека јас можам у секојдневен говор да се зборам све и да зборам и со англиски некој, не знам, екшели да ти кажам се, а место во сушност и така натаму, пошто Што е ствари денеска општо прифатен начин прифатена пракса, да. на комуникација. Ама кога преведувам, знам кој збора шо, тоа е искуство години, ништо не знам све, никогаш не може за 20 години, јас секој ден кога преведувам учам нови работи. И еве сега со новинарство во што почнав, и таму учам нови работи. Јас како преведувач едно знам, новинарство има жаргони определени што се користат во новинарството, што јас сум ги сретнал, ама не сум ги проучил, типови на реченици, учам таму вокабулар нов. Цел живот ти учиш. Без разлика колку си добар, нема ти сега све знам, никој не знае, најстарите, најдобрите лектори, книжевници, новинари, све што со животот учат. Уште. Така што тоа е еден процес на константно учење и напредување и знаеш, дури кога ќе земеш, ќе дискутираш со некој што го знае, тоа пак е вака е, не вака е, пак ќе проверите, пак ќе видите како е, повеќе ќе научите со таа дискусија и така натаму. Тоа човек учи цел живот. Континуиран процес на учење, точно. Да. Каде научи да пишуваш? Затоа што пред да дојме до новинарството, еве ќе споделиме во подкастот денеска прв пат, значи чест ми е да го најавам, ова е веќе објавена книга, значи ова е твојата прва книга, се вика Анатрос и е научно фантастичен
роман. Твоето прво дело кое што неодамна го прочитав и морам да кажам дека сум навистина изненаден од колку тешко вакви работи допираат до нас денес. Значи немав представа, иако да кажеме тимами на социјални медиуми и ја имаше објавено промоцијата и тоа се беше споделено и пак некако ме промаши. Да не збориме да сум некој рандом лик, нема уопште никаде да го видам. И втората работа што ме изненади е уствари колку уживав дори го читав тоа. Сега не правиме лице, значи ова е научна фантастика или она што би рекол ти cyberpunk жанр некој. Тоа е нешто ново што го научив и денеска, што не знам дека постои искрено пред да се сретнеме и да поразговараме и да дознам уствари дека си напишал нешто вакво и пријатно бев изненаден колку уствари отвора перспективи на некој начин и дава некој англицизам ги искористам глимс во иднината. Од каде желбата и од каде како се роди таа желба за пишување? Па види, читав, сум читал литература, книжевност и во еден момент, знаеш, ја моменти на бујна фантазија, daydreaming, идам сега тука дека е мојот пријател Мартин и по пут вака почнам да се фантазирам цело сценарија, колку би било јако ова да се деси, она се деси со естетско доживување, каков сакам да бидам мирисите, музиката. И некои од тие ствари што сум ги замишљал и сум ги фантазирал, никогаш не сум ги начекал. Сум ги начекал во различни мери, различни врези, ама не тоа ја што сум си го замислил. Почнаа таму. Да можам тоа што јас би сакал да го најдам у книга да го прочитам, тоа би било идеално јас да го напишам. Ти ствари сакаш да го изградиш целиот тој свет, значи од почеток. Да. И сега тоа беше, сум некои раскази на почеток од истиот свет, па ги поврзував, па давав на луѓе да читаат, па ми даваа сугестии и така натаму. Па навлегов во теорија на книжевност, викам чекај сега, окей. Знаеш, со преведување, например, кога сме кај тоа, учиш стилистика, тоа што го викаат, како да ги пишуваш речениците убави, правилни, како што треба и фино. Ама у книжевност имаш и повисоки форми на абстракција, од стилистика последаш на некои модуси што ги викаат, експозиција, описи, диалози, нели, и така натаму, и така натаму. Имаш различен сооднос, различни вештини, различни умешности, како се прави тоа, како за го направиш за нечиски добра. Навлегов во теорија на книжевност како самоук, нели? Од интернет, од книги си минував за теорија на книжевност, како функционира, како се пише, како се прави, како да направиш диалози и ово, како да размислуваш кога ги правиш диалозите, не само како да ги направиш. И почнав да пишувам. Сега конкретно оваа книга, ова четиво, почнав со темата, значи тоа што ме интересира, вештачка интелигенција, не знам, езотерија има во тоа, езотерија е као некој вид на полурелигиозна, езотерија е спиритуален поднаводници правец кој се бави со личните искуства, религиозни и така натаму, спиритуални кои не може да се опишат вербално. И све тоа решив да го спојам во некој четиво со определена естетика. Јас повеќе имав визуелна замисла како изгледа градот. Има една игра, ние сме фанови, гикови, што сме по таа игра, се вика Vampire the Masquerade Bloodlines. И таа игра 2006 излезе, делот е на поголема франшиза World of Darkness, хорор франшиза. Имаше ваква естетика. Со таков град, мрачен, Лос Анџелес се случува играта. Ти си вампир играта, тоа 2000-те беа со вампири такви, има политики, има такви игри зад кулисни и слично. Имаше музика една што беше мрачна таква све, и тоа све ти побудува чувства и ние што сме влюбени во таа игра го сакаме тоа како естетика. Јас го имав тоа замислено и сакав да го соочам тоа во книга со друга тема, со други ликови, не со вампири и така натаму. И естетското доживување
во комбинација со киберпанкот, пошто сум љубеник нели на научна фантастика и не може не си нели кога те интересира физика, хемија и така натаму, па влагаш и у научна фантастика после во уметноста. Колку е научната фантастика тука? Која е незината цел според тебе вака, пошто ти најверојатно маце го имаш и подлабоко размислено, дали првенствено служи за предвидување на иднината или барем незини делови? Зависи авторот што ја пишува, што целе. Се има едни као некои си поделби во жанрот, ја викаат нели мека и тврда научна фантастика, hard sci-fi, soft sci-fi. Тврдата научна фантастика опфаќа наука, предвидување за наука, ко Star Trek, например, што е американска, значи до детали. Ова и да со погон од 5,5 ньютни, овој штраф така работи, значи фул наука и фул обид за предвидување на технологијата. Или за некој се замислен свет во кој авторот се замишља дека е таква, се замислува дека е таква технологијата. Soft sci-fi, мекиот, повеќе критика на општествените настани преку научната фантастика. И во тие ситуации општеството е дистописко, научната фантастика, дистописко значи дека е обратното утопија. Утопија која е совршено општество, дистопија е општество што е катастрофа. И тоа општество има научна фантастика, напредок во наука или не толку, или има некои нови, има са правци стимпанк, вакви, такви. Пример, научна фантастика стимпанкот е заглавен од 19 век. Со парја све се прави. Атомпанк, тој е у 50 години од 20 век заглавен. Се десила атомска експлозија, некоја после Втората светска војна, се сите живеат со атомска енергија, некоја се такво не дојдија место, као Mad Max, што е, например, филмот. И там, ама во тие, во меката научна фантастика, авторот не ја предвидува иднината, или ако ја предвидува иднината, не се бави толку со технологијата, туку со социјалните односи на луѓето со таа технологија. Све е пропаднато се какви се луѓето. Каква е политиката, какви се нивните чувства. Таков пример е Her, како таа, така се вика филмот. Еден лик умира жена му и он си порачува робот жена, каде што вештачката интелигенција ги собира сите мемории од жена му, сите имејлови, све што има информација, имитира жена му. И тоа е sci-fi. Релативно ја предвидува иднината, пошто е со ChatGPT, со сите овие работи што се случуваат, нели? Се повеќе имаме модели на вештачка интелигенција кои барем имитираат свесност, не збориме за вистинска свесност, ама се однесуваат доста интелигентно, ќе поминат таа кинеската соба што ја викаат. Кинеска соба е, седат 5 души, роботов пишува на кинески, они не знаат дали е човек или не. И ако рече тоа е човек кој знае кинески, тој го поминал тестот за човек. Они мислат дека е човек. Тоа е Chinese Room експеримент. Кога поминеш таа, значи дека вештачката интелигенција толку добро имитира човек, шека човек. И са назад на муаветот, оваа во филмот овој се влюбува во неа, во роботот, почнува да проектира жена му во роботот и така натаму. И тоа е научна фантастика, предвидува иднината, ама фокусот е на чувствата на луѓето. Да проба да симулира, затоа што она што најверојатно вештачката интелигенција се фокусира да го достигне е човечката свесност. Во моментот кога ќе може да симулира или да поседува свесност на нивото на кое што човекот ја има, тогаш е најверојатно некоја зона во која што веќе губиме, да кажеме, некоја контрола врз нив и тој некој реален страв, да кажеме, што постои денеска и да кажеме некој период уназад, е дека ние ќе создадеме нешто што понатаму нас ќе ни уништи. И дека прашање на време е кога ќе изгубиме контрола врз тоа. Тоа сценариото Терминатор со Skynet, нели? Тоа роботите. Таму почна. Да. Таму почна. И претходно има многу стари, ама тоа е стравот. Сега види.
тука има расправи околу таа тема, нели, поделени групи, едни вака викаат, само муабетот е дека свесност, да си свесен, значи да искусуваш, значи ти сега да знаеш дека јас сум Виктор, имам квали, така ги викаат в филозофијата, имам мисли, чувства, квалитет на чувства, знам дека сум свесен. Ти кога правиш вештачка интелигенција, ти не знаеш дали таа е свесна. Не знаеш дали се осеќа како тебе. Таа има хартер некој и се однесува интелигентно. Али кроз тој процес на испрашување, дали е кинеска соба, дали се некои други експерименти, значи има начин на кој што луѓето ја тестираат свесноста, да кажам. Ама не можеш да, знаеш, тука основната расправа околу тој муабет. Ти го ни го викаат soft AI и hard AI. Меката вештачка интелигенција не е као човек, може да биде 10.000 пати попаметен. Еден човек да не знае дека е вештачка интелигенција. Ама кога зборуваат за hard AI, таа вештачка интелигенција искусува како луѓето. Има како мене и тебе се осеќа некако, има концепт за себе, нели, и така натам. Е сад тоа, расправијата е дека чиповите со кои се ја прават, како хардвер не можеби не можат да емергираат да создадат чувства како ние, пошто немаме друг хардвер. Ние исто сме, да кажеме, некој тип на машини биолошки, имаме мозок со биохемиски реакции, да кажеме, тој произведува свест. Ама различен карактер е како изгледа мозокот и свеста што излегува, него ли тие чиповите што ги прават. Ама сега вештачката интелигенција може да се однесува секако и може да го порази човекот, нели, све. Ама нема да биде вистински свесна, или ако е, ние не знаеме дали е, пошто не сме им во умот. Можеме да знам само ја дека сум свесен. Дури ни за тебе не знам дали си свесен, и ти за мене, пошто не сум во твојот ум, нели, само со таа филозофска зомби го викаат. Може би сите само се однесуваат како свесни, а не се. Така викаат филозофска зомби, има и за тоа расправи, да. Али моментот е дека јас си викам, све што знам ја дека сум свесен. Може сум сео Матрикс, ти не постоиш, све е илузија и никогаш не можам да докажам, ама што знам е дека јас мислам, ерго когито сум, на Декарт. И сега си викам, окей, веројатно не е ова Матрикс, да идаме практично и гледам ти дека имаш мозок како мојот, емпириски верувам на моите обзервации кога ти го гледам мозокот, нели? И предпоставувам избориш кон мене и реагираш, шансите се веројатно дека и ти си свесен кон мене. И имаме некој консензус дека сите ние луѓе сме свесни. За вештачката интелигенција во овој пакет не знаеме и веројатно не е. Сега ако направат како што има за говори биокомпјутери, кај што ќе земат клетки од луѓе и ќе ги поврзат као некои биокибернетски механизми, киборзи и така натаму што го викаат, со машини што произведуваат вештачка интелигенција, тогаш више почнуваме дискутираме дека не само што е хиперинтелигентно, веројатно и ако има нервен систем почнува и да се осеќа како нас, па имаш некои комбинации. И тука више може да настанат и етичко-правни проблеми, дали тоа да има права. Тоа е свесно чувствува, осеќа болка, или вамо таму, значи може да има права како мене и тебе. Не може да биде роб. Ако е роб, више имаме проблем тука. А со машината уште сме окей, ова е машина. Не осеќа ништо ово, но можеме да искрешиме ако нешто проблем. Мислиш дека штом некој предмет, каков и да е, може да е робот, може да е некој животно, штом добие свест, штом ние признаеме дека тоа има свест, автоматски треба и права да му даеме. Само поради тоа што добива. Види, ако има свест, повеќето етички, види, има во етиката, и повеќе многу правни системи се базираат на тоа, утилитаризам се вика. Тоа е дека една акција колку помалку болка причинува и повеќе задоволство, да кажеме, толку подобра акција. Толку болја постапка. Добро, окей. Е сега, колку едно нешто е посвесно и повеќе може да чувствува болка и да разбира болката, толку повеќе утилитаристички ти ако ги укратиш сите ствари и не му даеш слобода, тоа има порив за слобода како мене и тебе, толку повеќе го повредуваш. И сега, ако тоа е свесно и е направено како што е направено, нема везе нешто сме го создале, тоа осеќа сега, ако јас го заробам,
Тоа е исто као татко ми да земе да ме зароби мене, пошто ме направил на некој начин са некоја климава аналогија. Не може да го заробаме с него, тоа си има право да си живее, да се прави што сака, и сако почне да повредува други нешто, тоа ќе имаме проблем. Ако е окей тоа вештачката интелигенција. Мисля, тук има дискусии. Па ако ја направиме, да направиме со етички код. За да не сака да повредува, да биде окей, да не ни може, тоаш нема да има слободна волја да сака да повреди, па тоаш дали имаме право, па тоа, па са окей, дали луѓето тоаш се окей. И тука до недоглед има расправа. Да, може да си играме кога сакаме, али да. Ако најверојатно добие некоја свест и ако се стави меѓу луѓето, најверојатно влијанието од луѓето ќе го направат своето да добие некои човечки карактеристики, ако не и комплетни човечки карактеристики, а тоа знаеме што значи. Значи знаеме колку е човекот како битие несовршено, со мани, со недостатоци, со грешки, со големи грешки, и ако тоа учи од нас, не можеме да очекуваме дека нема да има грешки. Значи тоа ќе бидат колосални грешки, претпоставувам. Да, сега тука и грешка е многу. Например, ние немаме уште никаков урнек за тоа што е совршен човек, за да знаеме што би било совршена вештачка интелигенција. Па ние не знаеме дали не знам дали имаме урнек што е човек точно уствари. Имаш биолошија, па тука у Cyberpunk тоа е многу интересно. Ние имаме некоја си биолошка дефиниција човека. Тој е со толку и толку хромозоми, кој исто така во моментот се е развиен до тој степен, или и фетусот има хромозоми, па не знам, и сперматозидот кога се спои со зигот, ама знаме дека човек исто така, освен што ги има тие хромозоми, е некој си организам што од прилика се согласуваме како изгледа, има свест, чувствува, бла бла бла, добро сега дали тие што се кома се луѓе, окей, ама тоа знаеме што е човек. Ама тоа се описни карактеристики, да кажеме, на нешто што може да го видиме и од прилика знаеме како функционира. Точно, мислам дека се уште не можеме да кажеме што е човек. И тоа според мене го гледаме преку механизмите кои што се наметнуваат врз луѓето, затоа што воопшто не се човечки. Ние знаеме точно да предвидиме, да кажеме, одреден сет на однесување на луѓето. Најверојатно тоа е и една од причините за тоа што голем број од корпорациите, оние што владеат, да кажеме, со психата на колективот, знаат точно да ги предвидат однесувањата, знаат точно да ги предвидат потребите, но самите луѓе, индивидуалниот човек тешко се справува, да кажеме, со феномените и тешко си ги објаснува феномените. И најчесто што викаш ти, сме во состојба на филозофско зомби, така беше терминот, ако не го згрешив. Значи, мислиме дека сме свесни, а уствари не сме свесни. Мислиме дека нешто правиме со своја волја, уствари сме на автопилот. Да, добро, тоа е исто. Знаеш, тука има една интересен момент. Тоа беше како таква зафрканција и филозофски експеримент, што го викаат мисловен. Речеме, мислиш дека си свесен, така, ама не знаеш дали си. Или не си. А кога би бил како би знаел дека сега си, а не мислиш исто дека си. Само. Никогаш не можеш да знаеш така. И за тука се повлекува прашањето што значи да си свесен. И се ти тоа го кажуваш, знам, некоја си по етичка, социолошка перспектива, свесни луѓе се свестени луѓе кои имаат етички вредности на размислување за другите, свесност за себе си, или така натаму. Помалку свесни се тие што инстинктивно се покоруваат на влијанијата, на пориви, на инстинкти за пари, за ова, за она. Помала свесност имаат, помалку размислуваат за себе и не ги гледат работите од птичја перспектива, од мета, па да се свесни што прават, да може да го кончаат, да имаат само контрола. Тука едноставно се као нагонски животиња, претпоставувам тоа. И тоа е нешто што се дешава и е голем проблем, ама па тука се, знаеш, кога збориме за човек, и тие инстинкти се дел од човекот, иначе немаше да ги има. Да, затоа реков дека... И е, исто, ако таа е вештачка интелигенција, ние можеме да корумпираме, значи дека таа има потенцијал да биде корумпирана. Доколку го нема тој потенцијал, не може да ја корумпираш.
Значи некој мора да го има за да може да му се манифестира определена појава или постапка, мора да го има потенцијал. Знаеш, као пример, за да можеш ти го учиш јазикот да збориш, и може да не го научиш јазикот или може да научиш 50 јазици, а мораш да имаш потенцијал за јазик. Значи нема да го научиш. Тоа е една од дилемите, најверојатно ти си добар човек да му го поставам тоа прашање. Викаат дека постои теорија во која што вика јазикот е нешто што веќе го знаеме, преку учењето на јазикот ние уствари само го вадиме тоа од нас. Правилата ги учиме на Ги учиме правилата. Да, а потенцијалот да говориме го имаме во нас. Тоа е невролошки објаснато, има зони, тие брока, се вика едната брока севијата дел од мозокот, која беше уште Вернике, мислам дека беше, не е битно. И са тие зони се активираат многу често кога зборуваме. Тие се активни, значи има делови од мозокот што се асоцирани со говор. И тоа е комплексно, не е само таа зона, многу зони комуницираат, па и тоа е новата перспектива, дека не е само едно место мозокот повеќе, само да кажеме таа зона е многу активна. А кога земеш таа зона и ја оштетиш некако, луѓе со оштетувања таму, имат афазија. Брока афазија, не може да збори. Или кога зборува нејасно, меша зборови, има различни форми на афазии и така натаму. И моментот е дека да, значи ти имаш сегменти у мозокот што се задолжени како потенцијали за јазик. И ти кога го учиш јазикот, ти ги вежбаш тие стануваат подобри, нели, се усовршуваат, има невропластичност, ама потенцијалот да можеш да збориш е мада на ниво на ДНК. Значи, имаме генетскиот код таков што може да енкодира мозок кој збори. Исто и за етика. Имаше некое време, читав студија една, пред години, исто делови од мозокот асоцирани со етичкото резонирање, кога им ги деактивираат со помош на некои магнетни поларитети го прават тоа, луѓето не може да одговорат на прашања што е правилно, што не е, дали добиеш човек, не знаат во тој момент. И така на некој начин и невронаучниците ги откриваат зоните во мозокот со тој тип на експерименти кои што прави како прави, која е задолжена помеѓу другите начини како го прават. Еден од експериментите е троли дилема. Да, тоа е етички експеримент. Дали ќе убиеш мајка ти или 100 луѓе, тие таквите што се, да. Го имаш ли направено експериментот? Го имаш ли проедено? Има многу такви троли. Тоа е општо, пример, дали ќе губиам, не знам, дали би убил 5 деца или 80 старци. Ама суштината е вајда иста, значи дали преземаш акција или остануваш пасивен во таа ситуација. Мислам дека на тоа се сведува, така. Да, има едно е избирање помеѓу две опции. Едно е дали ќе го стиснеш копчето или ќе го оставиш да се деси. Еве, варијантата ја што ја знам е се наоѓаш во вагон, кој што е со брзина, да кажеме, од 200 км на сат. Во вагонот нема кочници и има само волан внатре. На крајот од шината има 5 мајстори кои што работат на шината и негде на пола пат имаш исклучок, помошна шина и на крајот од таа шина работи еден мајстор. Да, тоа е основниот. И сега ти имаш избор да го оставиш, да не преземаш никаква акција, да го оставиш вагонот, тој да продолжи право и да убие 5 луѓе, или да преземеш акција, да свртиш лево и свесно да убиеш еден човек. Па глеј, има една, тоа го викаат исто утилитаризам, нели, помалото зло од двете. Непреземањето на акција, кога се случува нешто лошо, е акција. Зошо? Што е акција во контекстов? Ја правам вака со раката и го стискам копчето. Да го гледаме тоа детално, пошто тука ќе видиме зошто боли да губиам тој еден човек, него ли овие 5 земено дека ништо не знам. Ајде да рачистиме, дали е боле да губиеш или боле е да остеш вагонот и да земено дека сите ништо не знам за нив, нели, да губиам. Него. Значи ти би губил. Да. Зошто? Имаш акција. Го правам ова со раката. Движам рака, толку. Добро. Стискам копча, тоа е една акција, и да тој губива едниот човек, работникот.
Имаш втора акција. Не правам ништо. Ја зијам раката и вака ставам. Тоа е акција. И со таа акција убивам 5 луѓе јас. Не е тоа некој феномен. Ако е феномен врз кој немам контрола јас, тоа што не сум ги убил. Ама пошто јас тоа иде на кај нив, а јас можам да не ги убивам, со моето непреземање акција, тоа е акција да ги убивам, ја ги убивам нив. Значи, Исто ги убивам. Изборот, Тоа е трик само. да, значи, изборот да. дека уствари имаме избор и дека тоа е уствари прашање на акција и на реакција е Да. фарса една. Па И што дека двете се акции. све е акција, да. И овдека јас ги убивам 5 или вака правам и убивам еден. Значи или правам вака и убивам 5 или правам вака и убивам еден, таа ситуација. Ама е така направен трикит, изгледа како ти го оставаш злото да се случи, ама ти не си крив, не ти си крив. Тоа е Имаш интересна две опции, перспектива. или ова ќе направиш или ова и те бираш оваа опција, а не таа. Во тој контекст се има различни, тој троли е основниот и после има варијации, дали ќе убиеш 5 деца, знаеш, влагато детали са, дали би убил 2 деца или 8 жени са, а пак што е побитно. Дали животот на детето или на жената. Не, И стави, да. имаше уште едно што ми е посебно интересно, да кажеме. Вклучува ситуација кај што 5 морнари остануваат на сред океан, без храна, без вода, без ништо. И, значи, 5 морнари се екипажот и едно дете. И остануваат, нели, без никакви ресурси и се соочуваат со ситуација што ќе прават понатаму. И ова мислам дека е уствари реална приказна, дека ова негде може да се провери, дека се случило. И уствари они имаат единствен избор да преживеат, им е да почнат да се јадат меѓу себе. И они се согласуваат дека по принципот на не знам уствари како дојда до заклучокот дека треба уствари да почнат од немалиот. И дека треба, нели, да почнеме со детево. Па ќе видиме после еден по еден. Го јадат детето. Значи, чин на канибализам се случува. И со таа енергија уствари стигаат некако да се спасат и раскажуваат што се случило. Она што после тоа се случува е да, нели, излегуваат пред суд. Пак не сум сигурен, мислам дека негде беше во Англија. Овој случај излегуваат пред суд и судот ги пронаоѓа како виновни. Иако во тој момент, да кажеме, не било за тоа донесена закон, регулатива, правило, едноставно ние луѓето не сме го предвиделе тоа како момент, да кажеме, тие се сепак казнети. И нивната, да кажеме, нивниот заклучок беше дека во каква и да си ситуација и колку и да е безнадежна, она што не е дозволиво во никој случај е канибализам. Мислам дека имаше, кога збориме чинам за ова, во закони на многу земји, тоа е регулирано и уставно, се вика убиство од нужност. И таа ситуација е дозволена. Ако сме ти на остров и умираме, са ти му убиеш мене и ми изедеш, што обратно, тоа не се рачуна за криминал. Кога што знам многу земји, пошто се смета за постапка што преш од нужност за преживување, тоа се некои многу ретки исклучиви сценари, мислам, исклучоци, сценарија кои се случуваат ретко, но за кои законот предвидува ослободување од каква и да е кривична постапка или не знам, одговорност. Сега во овој контекст што го кажуваш, ако се случувало во Англија, се не знам кога се случувало и дали тогаш тоа било да кажеме кога луѓе ги користеле, нели, кога бродовите биле основно превозно средство за трговија, многу патували така натаму, значи 200-300 години можеби. Да, не сум запознат со англиско право, сега знаеш, знам дека денес тоа е многу земји регулирано дека е окей. Не, прилично сум сигурен дека во тоа време тоа не било. Значи тогаш било. Уствари, фактички знам дека дека не бил донесен никаква регулатива не била донесена. Затоа, значи, и на самото случување на чинот тие ја носат регулативата затоа што мора нели да се справат со тој тип на ситуација во иднина. Да, па тоа е интересно што пример особено кога станува збор за тие за Англија, за Франција, Шпанија, особено во тој период, значи збориме од цел среден век до негде 20 век и така натаму, значи тоа нивните законот западните
западниот правен систем се базира многу на христијанските начала, има многу цврсти некои премиси нели на кои се базира. И такви работи, канибализам и слично се сметаат за една од најголемите гревови што може човек да ги направи, дури и кога нели освојуваат различни домородци, кога ги представат како канибали, тоа е најодвратната состојба на постојање, нели да јадеш човек. И ама интересно е, мислам та правници го знаат веројатно и поише, ака што сум гледал, што сум читал. Многу закони се носат ради некој специфичен чуден случај, што го кажат и тоа, и гледат нека дилема за која немале да се никакви ставови или закони или што да, и врз основа на тоа, како кейс, некој посебен случај, носат измени во закони, кои ќе го опфатат или нема да го опфатат. Тоа во Америка постојано се случува, не знам, Майкл Джексон или што те знам, ја тој тамо направил нешто силувал, О.Џ. Симпсон, сега немаат предвидено за ова, он прави некој си спор. Прави граѓански спор за нешто што е силување, што треба да кривично дело, например, прави граѓански спор кој што не знам ако му плати на документарец преведува за тоа, ако му плати, он може да не го тужи. Иако овој може направо го силувал или ја силувал и така натаму, нема да го тужи, се договориле приватно, му дал милион евра и вика, некам да го тужам, окей, све, тоа кривично, сакаш као силување, сакал некој да те тужи, као да убијам некој и са некој неговите да ме пријават, пошто сум ми дал пари, са не е исто, ама у тој стил. И прават посебни закони и промени некои за ги опфатат тие случаи од 80-ти, за да не може веќе така да се прави или онака. Некојаш у нивна полза, мислам у контекстот у нивна полза дека го направија на Майкл. Ама сакам да ти кажам се една, наоѓаш чуден случај и смислуваш нов закон за да може судот да го фате тоа као со канибалистите. А етички, тоа ти што го кажат етички, зошто па детето, тоа ми е интересно, зошто решиле детето право да го издадат, а не некој возрастен? Са тука, знаеш како? Емоционално, зашто етиката не е само логика, има чувства. Што не се подлежат само на утилитаризам, деонтологија, што е етички, што не. Ти кога ќе видиш куќа некој на улица, најмало джекела го тепа. Тебе ти дојат чувства да го одбраниш и да го задавиш што го тепа. Не пошто ти викаш, тој повредува суштество кое чувствува болка, па по тие етички правилата. Не, тебе ти дојде инстинктивно како емпатија. И ние сме еволуирани да имаме емпатија кон децата, например, дури многу повеќе него ли кон возрастните. И они се еволуирани да бидат сладки за да ги сакаме, нели, за да не ги убиеме за да преживеат. И таа еволуција се објаснува, не е ни битно таа. И иако животот на мрнарите е подеднакво вреден како животот на детето, нема зашто едно дете да е помалку битно од еден возрастен. Тоа мислам дека се водат повеќе од практичен аспект, затоа што полесно е најверојатно да совладаш дете така. Во таа ситуација отколку да совладаш они прагматски можеме да ги убиеме, нема ни даде отпор. Тоа било. Па добро, ви тоа се морнари, тоа не се луѓе што сега седнале и морални дилеми тука расчистувале пред да почнат да седат. Мислам дека имаше и филм, има два филма уствари. Едниот случај не можам да се сетам. Unbroken. Окей. Мислам дека го немам гледан. Со амерички олимпиец, војник, кој што му се руши авионот и паѓа од Светот океан, али другата приказна што е исто реална и што се случила е уругвајска рагби екипа патува со авион и авионот паѓа негде на Андите во Перу. Ако не се лажам. И во авионот има 20-30 деца. Од нив 10, да кажеме, умираат со тоа што, значи авионот паѓа горе, многу во непрегледен дел, не може да ги најдат месец дена, да кажеме. И на ударот, на импактот, 10 од нив умираат, 20 преживуваат. И имаат одредена количина на залика, на храна, таа ја користат и доаѓа до истата дилема. Што ја правиме сега за прехранување и телата на загинатите остануваат нели во како се вика во распаѓаат. Напротив, не се распаѓаат поради тоа што се замрзнати. Ладно, да, уствари не. Значи остануваат замрзнати, конзервирани и може да се, нели, да се јадат и покасно. Не знам како да го
Да, Пошто замрзнати, зборам, сви ги јадат кај замрзнато место. Е да. така. И сега они тука се ова, значи тука имаш веќе 20 да кажеме луѓе и се развива вистинска дебата помеѓу тоа. Затоа што луѓето што се погинати таму и што лежат, нели, до вчера, тоа ти е пријател уствари, или тоа ти е сестра или брат, Става или јадеш. да, значи сега си пред реална дилема дали да го јадеш да преживееш или да останеш. Дури ти да одлучиш како што имаше во тој случај да кажеме некој од нив одлучува дека ја по никоја цена нема да јадам од луѓето. Се претвори подкастов у подкаст за канибализам, али добро да се збориме за све, сега па ти мора нешто конкретно. Вака пу. Има луѓе што одлучуваат дека нема да јадат, ама повеќето од луѓето, значи ги совладува гладот и почнуваат нели полека да јадат и двајца од нив одлучуваат дека они ќе ги зимаат мртвите, ќе отсецкаат месото на место кај што нема да се гледа и поради тоа што е замрзнато или е одреден дел да кажеме од телото, нема ни да се приметува дека е човечко месо и на таков некаков начин. И со користење на тој метод се спасуваат. Двајца од нив тргаат пешки, значи имаат пун ранец месо со нив, тргаат пешки, некако се ориентираат, сваќаат дека се на граница со Чиле, дека со 4 недели пешки одење ќе евентуално може да најдат некоја цивилизација да се вратат, тоа го прават и ги спасуваат на крај и никој од нив не е осуден. Да, е убиство од нужност. Никој од нив... Ама ти више се мртви колку што сватев, не ги убиле они. Значи, да, тие што се изедени се веќе мртви. Па они нема зашто ги со падот на авионот. Пак за канибализам, значи претходно што го слушав. Да, ама овдека они губиле детето, ама они види, во Англија ги судат тие и дека губиле и дека го изделе како канибализам, како нешто страшно. А во ова сценарио паше помодерно, нели, не се толку ситале у канибализам. Они не ги убиле нив. Они се више мртви и они јаделе што Точно, во првиот случај го имаше чинот на убиство, да. Да. И плюс дури да почнат да ступиваат кога мораат, мислам дека не би ги остудиле по тоа што сум читал по денешно, не сега сега зависи, некаде ќе ги осудат, например, има некои земји кои имаат многу rigorозни закони. Али ако според мене, ако некој мој близок починал и јас умирам од глад, не мислам дека е етички дискутабилно да го изедам. Океј да го изедам. Што на крај крајава тоа е мртва личност. Па и некако тоа ќе ме спаси мене. Вака јас ќе умрам и шо? Двајца умреле. Зашо? Затоа што е лошо да го... Тешко е, гадно е, нели? Тоа е човек, ти го знаеш и сега го јадеш. Веројатно луѓето кога се премногу гладни ги губат тие етички вредности, малци инстинкти. Човекот престанува да биде човек. Значи после некој време, мислам дека. Нормално, да. И сега мислам, да, преминува канибализам, ама е интересна филозофска дилема, воопшто не е ова нешто, пошто пак навлага у етика и у такви ствари. Така да, мојот став е дека, види, не може тука да имаш јасен став поише као од ситуација за ситуација, ама во контекстот со овие сосем окей што ги изеле, што знам, ја не мислам дека е проблем, филмот што ти го кажеш. Тоа е она што викаш кажа правец во филозофијата што ствари ги подкопува одговорите. Да. Значи нема дефинирани одговори, односно ги подкопува. Да. И твоја задача е после сам, зависно од тоа како ти ќе се изградиш, да кажеме, како идентитет, како персона, да ги даеш одговорите на тие прашања, што од човек до човек, на пример, би биле различни секогаш. Ја се вратил на терминот филозофски зомбија, значи тоа е нешто што вака ми изгледа како интересен феномен денеска и како нешто што го сретнувам и најчесто и јас самиот се наоѓам во таква ситуација да многу од работите ги правам на автопилот. И многу од работите да ми го земаат вниманието, да кажеме, без да дам дозвола за тоа. Колку е како феномен, да кажеме, каков е твојот поглед на тоа или како човек да врати контролата врз себе, да кажеме, во едно вакво денешно време кај имаш социјални медиуми, кај имаш TikTok, кај имаш милиарда ствари што се нели дизајнирани со нели на највисоко можно ниво да ти го одвлечат вниманието. Види, тоа е
интересен муавет, бидејќи вака. Почнува многу поназад тоа. Сега, знаеш, како решение за тоа, треба многу да се расплинувам, пробам да сум може да се расплинувам, ако сакаш, да зборам. Да бидеме јасни, значи нешто што ќе ни помогне да кажеме да доеме до одговорот. Како вака иде. Значи фокусот до питање, така. Луѓето се еволуирани да се сеќаат задоволство, ќе успеат нешто, ќе добијат добивка, се сеќаат добро. И мозокот им влачи допамин помеѓу другите работи, а нели допаминот го спомнуваат ностоп, не е така едноставно, ама не е битно. И тој допамин ги прави да се сеќаат добре и тоа што им влачи допамин, што ги прави задоволни, на тоа даваат фокус. Фокусот иде таму на тоа што те интересира. Тоа што ти дава задоволство нека. Па затоа нели тие што имаат ADHD или не знам, имаат проблеми со контрола или распределување на фокус, имаат проблем со деловите што се со допамин. И тоа е сега невронаучното објаснување каде што имаш лекови што го подобруваат фокусот. Викаш тие, значи дали тоа не е, дали секој човек денеска по дефолт нема одредена доза на ADHD? Не би рекол, пошто знаеш, сега денес пошто тоа е хитисте зборат за ADHD, анксиозност и така натаму, и тие термини се користат многу лабава, знаеш, као ADHD конкретно, како некоја форма на, ајде да кажеме, сега ќе биде политички некоректно кажам растојство, ама така се води у DCM во Америка, е нешто што е многу интензивно, е многу тешко за справување, сега има интензитет поголеми послова, па ама многу голем проблем со фокусот и луѓето што имаат ADHD имаат доста истражувања што покажува дека инхерентно го имаат ADHD-то. Значи, имаат најдано генетски асоциации со ADHD, имаат најдано пренатални, хормонални, така што може да се каже, вака лаички речено, во голема мера е вродено. Не би рекол скроз, дека има околински фактори, уште проучуваат, ама е во голема мера вродено. И сега може да се хендла. А тоа ние денес што го гледаме, што со, ја би рекол, квази ADHD симптоми, бидејќи имаш милион медиуми што ти го експлоатираат вниманието со забава, како што ги кажат TikTok, па тоа може да се компјутерски игри, нема везе каде што ти купуваш нешто за да си го направиш херојот појак, купуваш бустери, купуваш ова и имаш појак херој, ти се секаш ко ти да си херојот играта, што е јак и ти го добиваш задоволство дека си успеал во животот, што херојот има боли меч. Не сваќаш, нема везе, тоа е пиксел, ама ти се проектираш у херојот, се секаш добро. Сите тие што на некој начин ти го експлоатираат тоа, ти ја даваат таа награда на некој начин и тебе фокусот иде таму, после некој време ти се троши. TikTok има формат од 10 секунди, 15-20 видеа што ги прават и ти гледаш ново. Ти во моментот имаш квази ADHD симптоми, односно зависност од интернет, повеќе тоа. Интернет addiction што го викат или од социјални медиуми. И кога некој е зависник, дали од интернет, дали од ова, дали од она, дали од коцкање, фокусот му паѓа, бидејќи допаминот му се троши на задоволство и после има помалку допамина, да кажеме лаички, и има помалку фокус. И поиритабилен е, помала контролан импулс има, па за тоа има, не знам, некој девојче таму имаше во Америка, мајка го зела телефонот, ова е избодела и убила мајка што ни дава да гледа нешто. Таму мисля да ги го банираат денеска баш. Денес некоја информација видов дека подпиша Бајден, TikTok ако не го продадат кинезите на некој, има 9 месеци или не знам колку таму, до 12, ќе биде баниран од САД, ама они се плашат од кинеска шпионажа, нешто САД, пошто они можат, имат дозвола у кинес закон да ги прибираат информациите на компании све преку TikTok, а тоа Америка нели со Кина не може да се го дозволи, па за тоа ниф им е проблемот поиша него ли што им ја гајле тиката за тоа, или кој експлоатира вниманието на децата, или што ти ја знам. Многу им ја гајле Америка, имаш Инстаграм, Фейсбук, има милион други предаторски ствари во Америка што се дешаваат, кај што не се многу загрижени, а со TikTok поише ми дека кинеско. Не, види, од сите апликации до сега што се излезени,
Најизезнато е. TikTokот е дефинитивно тигарот меѓу нив. Значи она што може да те загризе и да останеш таму. И рилови на Инстаграм, тука се истиот формата. И истиот формат е Так, завано, дека. Истиот формат е, значи ги немам поатоците, али ја немам видено, не знам, Инстаграм како феномен, и бројките кои ги погледнаш, да кажеме лајкови, прегледи на видеа и така натаму. Колку често гледаш милионски видеа со милионски прегледи на Инстаграм или со милионски лајкови и така натаму. Веројатно многу поретко него TikTok. Да, тоа се илјадници, тоа се пак има некоја популарност, некоја доза на виралност во тие видеа. Ама она што TikTok е во милиони веќе. Значи TikTokот е од иден на ниво на стварно да не можеш се самиот се приметувам, некогаш ќе се закачиш и викаш кај што направи вече. И ти прегаш што ми кажа чара. Што викам? Чарето е за да имаш, пошто види колку поише ти се троши тоа, толку помала самоконтрола имаш и помалку може ти да станеш свесен, да кажеме, у контекстот на муавето, за да се откачиш од тоа. Чара е како и со секоја зависност, пошто тоа е зависност, и тоа буквално физичка е, таа психолошка што ја викаат зависност, е физичка зависност, кога буквално мозокот, као допаминот, изибаш невронални промени на делови од мозокот за самоконтрола, префронтален кортекс, имаш физички промени. Че таа психолошка зависност е физичка. За да се откачиш, како и со сите зависности, прво треба да донесеш одлука, се зависи колку стане, за некој се гледа помалку TikTok, не му причи, некој седи 10 сата и не функционала. Треба да решиш ти дека тоа е штетно, да го откачиш, па онда ти имаш некој тука со тебе што ќе ти помага, како со секоја зависност, па да почнеш да преш други активности. Знаеш, добро да го префрлиш тоа. Да најдеш нешто друго што ќе ти го даде задоволството, а не е толку штетно за спортување, планинарење. Тоа лачи мозокот е допамин, серотонин, здраво е дури и све. Нема теорија, мислам дека. Значи, ама тешко. Да, мислам дека како препорака секогаш е убаво и е правилниот совет да кажеме. Ама да го замениш TikTokот со планинарење е илузија, мислам дека ме разбираш. Тешко е, абе сега зборам тука како што би препорачал некој психолог да прешне, че треба да се врзаш за печката и да не ти дава TikTok еден месец на допамин фастинг што го викаат, да ти се врати назад мозокот кој што треба. Допамин фастинг, да, тоа прв го слушам. Така го викаат, тоа е сега и нов тренд, абе све прават тренд, а нема везе, допамин фастинг, све телевизори, медиуми исклучува и седи неколку дена и да му се врати, тоа помага. До некаде сега тоа го направи, нема везе. Малци тоа без везе, тоа со допамин фастинг, се тоа е тренд и на крај тоа и TikTok уже се снимам као прам допамин фастинг. Нема везе. Али муабетот е дека мораш ти идентитетски ставовите да ги смениш кон ја примен немам TikTok. Немам да инсталирам TikTok. Сум сеал на Инста, но не гледам, ја не сум чест на Инстаграм, на Facebook не сум. Зашто јас го студам, значи, малку се звучи без веза, ама треба свесно да го мрзиш тоа, што ова е срање човече. Ова е срање, тоа е зависност, не го правам. Нели можеш да кажеш, окей, значи ова е социјален медиум, ги знам кои се опасностите од тоа, и ќе влезам со контролирана активност, да кажеме. Ќе користам јас алатката наместо таа мене, нели е тоа да кажеме еден од. Ама тоа ако имаш некој бенефит, пример јас моите интереси што ги немам бенефит од тоа, гледам некој тиктокери таму као прават челенџи. Са сигурно има едукациони некои материјали на TikTok how to, има и тоа. Ама ја ако сакам how to имам други методи, не знам, ќе изгледам YouTube видеа, виш ако гледам видеа, ќе исчитам нешто. Имам начин. Не добивам ја лично, за мене зборам. Не добивам ништо од тоа. Јас сум се закачувал на ствари, да забава гледаш нешто, некои смешни, значи на Инстаграм, изгледав 2 такви смешни видеа и почата алгоритмот, пошто те гледа кога се задржуваш поише на тип, почна ми ги лупа тие, па не можев да се откачам и на време ги гледав. Посекам шо правам човече, да те бриши ова све и почнав таму да ги пријавувам, некам да го гледам и почнав да гледам некои, не знам, документациите, убави слики, започна алгоритмот да ми ги дава, па шо ова е предатор, да гледаш и ти ги носи тие.
Моментот е, ја лично немам што да добивам од TikTok. Немам интерес кој можам да го добивам од TikTok, а не можам поинаку да го добивам. Колку е тоа се согласувам дека стварно не можам да наведам ниту еден бенефит од следење на TikTok. Можеби Забава, тоа е бенефитот, претпоставувам. па дали, мислам Што премине у зависност после што ли се. дали е тој тип на забава што сакаш да имаш. Не би рекол, да. Ама тоа е моје мислење, сега ако некој сака гледа TikTok, не ја расудам. Секој си има различни. Ја имам некој. Ама дали е избор? Ме разбираш? Значи, окей, ако после некој време не е више. Ако се сведе, и дали е на почетокот избор? Значи, дали кога луѓето ја инсталираат таа апликација, прашањето ми е дали, нели, пред да ја инсталира апликацијата, тој е точно свесен што тоа значи. Ама ти ако идеш така, тука има еден интересен муавет. Може ништо не е избор, тоа детерминизмот и филозофијата и све што правиме е детерминирано, знаеш. Имаш еден интересен муавет околу тоа. Ако ја деме ги знам сите фактори после твоите постапки ги пресметам, ама не можам, пошто сме сложени ние луѓето и не можеш да пресметаш некој човек што ќе прави со сите формули, ама да го знам секој атом од твоето тело и све да пресметам на ниво на физика, ќе можам да предвидам ти за 10 години точно што ќе направиш таа секунда. И ти тоа ќе речеме дали воопшто ти имаш избор, секој твој процес што го правиш, бидејќи ти постојано си детерминиран по детерминизмот. И онда ќе ти кога мислиш дека имаш избори, кога носиш твоја одлука, ти си детерминиран од милион фактори, тоа што го правиш, што од почетокот на Биг Бенгот се знае дека Виктор ќе се роди и вака ќе направи. Не, добро, еве практично, значи А овде казах само контрола, збориш, ти кој инсталираш апликација, ти имаш избор. ама имаш terms of use, така. Да. Значи terms of use што се кој книга твоја се моментално, значи да земам да ги читам, ме разбираш. Да. Најверојатно исто време ќе ми земе. И сега тоа никој не го чита, тоа е нели влагаш у тоа затоа што едноставно сакаш да се приклучиш на последниот тренд, сакаш да си со најновите случувања, тоа се медиумите денеска, нели што доставуваат информации, и едноставно се прикачуваш на тој хайп трен. Некако ако сакаш да си во текст со настаните. Епа, да, тука има едно фомото, на англиски fear of missing out, страв да пропуштиш работи, каде што особено веројатно ќе помлади луѓе и уште поизразено, бидејќи као сите пријатели се таму на TikTok и сите се дружат и гледат TikTok видеа, има инфлуенсери, сега нема ги гледам, нема сум текстом млабитите и нормално што прават сите правам ја. И тука TikTok капитализира на таа потреба за социализација, децата гледаат и волкот си, овците полуна бре, полуне. И нормално е дека луѓето сакаат да се текстот настанете и ова е сега новата платформа и сега дека сум малце постари, сега има многу постари од мене исто така што кога ќе збориш за Инстаграм, за Фејсбук, па и за Мриц, се кај овие нови ствари, мене ми се TikTok нови. И веројатно мојата генерација со која јас сум поблизок, и сега има доста што се на TikTok нормално, ама не пропуштам ништо јас, тоа што не сум на TikTok, ја ако сакам да се социализирам, ќе излезам old school, ќе седам со зајче, ќе пиеме пиво. Од каде ги не пропуштам, јас поминам добро. Од каде ги го добиваш ти твојот фид, да кажеме, кој е твојот извор на информации во однос на све што се случува? Што го користиш како медиум? Вака се, зависи за кој тип на информација, сака ова со новинарство што ми е нова. За тековните информации го добиваш, изворите ти се различни од странски портали, вакви, онакви портали српски, имаш кои се најрелевантни портали. Да, вака, ги взимаш за тековни збори. Кога веќе влагаме во таа тема, да даеме контекст малце, значи ти си новинар. Тоа е она што мислам, ново печан новина, неколку месеца. Колку време? 3 месеца, мислам, дека сега така нешто. Добро. Не сум новинар више, тука се учам. Па не, добро, еве, и да кажеме, дневно, најверојатно дел од твојата задача е да обработуваш голем број на информации. Да. И да пронаоѓаш голем број на информации. Да. Кој е твојот начин, кој е твојот метод, кој е твојот извор? Мојот метод
што поточно не е мој метод, туку е као метод што го прочитав и го научив од новинарска теорија за тоа како се прави и колегеве што се искусни ми го кажа. Тоа го викаат newsworthiness, вредност на вест. За секоја вест колку е вредна, подразбира колку ќе биде читана и колку луѓето се заинтересирани за неа. И сега ти како новинар треба да ги најдеш највредните вести, односно вестите за кои луѓето највеќе би биле заинтересирани би ги погодили. И сега има некои фактори, колку што разбирам ја од сега тоа што го гледам, од искуство, мало искуство, тоа што сум го читал, као има, например, далечината на веста, колку е подалеку од нас, тоа што се случува, толку е шансата да не е помалку битно. Колку е повише близко тука на засега, во Македонија, у Скопје се случува, например, ние сме Скопје, толку побитно е за луѓето околината. После имаш, например, колку е емоционално силно веста, колку каква значење има големи катастрофи, работи што се многу на човечко ниво потекнуваат емпатија, страдања, се многу побитни него, не знам, полицаец Уганда украде 10 денари од некој, тоест платеват се парите Уганда, не е битно. Тоа е помалку интензивно и тука во Македонија некој. После има колку се тоа некојаш се мешаат. Нешто може да е далеку, а да не е нас релевантно, пример за Америка пишуваме, сте пишуваат за Америка, иако Америка географски е подалеку од, не знам, да кажеме Романија, бидејќи е битен актер во светската геополитика и нешто што би можело да влие на нашето секојдневие. На нашето секојдневие. Некојаш тоа се некои општи приказни кои имаат човечка вредност. Не знам, некој човек, Уганда нека направил некој големо дело кај што им помогнал на 50.000 деца и тие 50.000 деца му направиле кип кој е огромен колку зграда и тој кип са е светско чудо. Тоа го пишуваш бидејќи настанша голем и не знам битен за многу луѓе на една стана. Некојаш се работи што не знаеш дека ќе бидат нешто битно. А искачат битни и тоа е. Али кај ги наоѓаш? Еве да кажем. Најверојатно социјални медиуми претпоставувам на минимум, ако воопшто користиш. Вака. За светски вести, дали се тоа веб страни, дали се тоа да, за светски вести, например, за вести во Америка што се случуваат или во Британија ги имаш, не знам, Телеграф, не знам, такви, речеме Guardian, лево десно. За вести што се од Балканот, од Србија, Хрватска, имаш српски, хрватски портали, не знам, БДВС2, Мондо, или Блиц, и така натаму, и така натаму. За работи што се случуваат тука во Македонија, има, не знам, Мија, што за информации македонски, има, некогаш самиот новинар прави лична вест. Оди тој, ова е темата, оди тој зема изјава, пример, јас се јавувам и ќе земам изјава. Сега не сум зел многу до сега, сум имал такви некои, не знам, 10 нешто, мои што се, каде што јас се јавувам на определени стручни лица, ги прашувам за медицина нешто, сега имам гарешка кашлица или например, што се случува тука и тука, колку болни има, они ми кажуваат, и јас сум првата рака што го добива извадот, не ја очитам од некаде, туку јас сидам, го правам и јас го пишувам тоа. И тоа е директно, непосредно имаш ти контакт со околината, нема. Да, колку е дали, нели, сам ги собираш информациите, дали ги преземаш од друго место, значи како функционира тоа, да кажеме, fact checking, значи колку е битно да е проверен или неколку нивоа на проверка за вистинитоста на потокот. Со странски вести имаш нели релиабилни, веродостојни медиуми. Да. И тие имаат висок рейтинг, нели има факт чекери страни што покажуваат во која мера има некој рейтинг на квалитет. Сега ти ги бираш најквалитетните. Тоа не е само за новинарство. И у наука така се прави, критичко размислување, пример, у наука јас пишувам за нека тема. И сега проверувам студија. Студијата вика вака и вака. Тоа е прв извор на информација, треба да анализирам студијата. Да видам каква е статистиката, колку репрезентативен примерок ќе земе, дали е доволно голем репрезентативниот примерок, дали има предрасуди бајаси што ги викаат у студијата, кои се недостатоци, што покажува каква е корелацијата, па споредувам со други студии ги читам и собирам докази за или против тоа што го пишувам. Така и тука на некој по лабаво ниво на абстракција, не
поинако ти читаш од еден извор, потоа проверуваш други извори. Дали го викаат истото. И на крај крајава, ако не си сигурен, ти не пишуваш дека е така. Тврди тој и тој. Овие, не знам, са украински дронови таму бомбардирале некое место, или не знам, руски дронови бомбардирале некое место, тврди началникот на генерал штабот на бла 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 од Русија. Не викаш дека е така. И потоа, украински, не знам, Кремљ сега во тева Крим, во тева сите тие што се таму Киев, Киев потврдува од страна на Украина дека тоа се случило и дека тоа е точно. Или Киев негира, ти пишеш, овој вика така и толку. Добро, и Не викаш дека е или не. она што знаеме, Никош има видеа. она што знаеме како факт, што е проверен факт, е дека има огромна манипулација со информации во медиумите. Види вака, знаеш како е тоа? Не мора да е политика, значи да, можеби во политиката е тоа најизразено, затоа што некако најмногу влие врз секојдневието на луѓето, ама претпоставуваме нешто што се пренесува во сите сфери. Па да, дури во најхардкор науките, што кажеме физика, најмалку се има, ама дури и таму има предрасуди што во мала нијанса влијаат и на тие студии. Што значи тоа? Значи, збориме социјални теми, политика, лево, десно, нормално, тоа се типови на сфери каде што секој има свој идеолошки став, па има расправи, па има што ти знам, ваму, таму, кој што рекол, не е битно. Во физика, ке кажеш, ова е екзактна наука, тој физичарот седно е, пишува формули, испајане или човече, што ке лаже. Не е така, например, во квантна физика имаш љубители, пошто, пример, во квантна физика, тоа не можеш да го гледаш емпириски. Квантна физика не ја гледаш низ лупа. Таа е испод Планкова константа на величина, што го вика, така да све што зборат тие стринг теории, луп теории, Хигсов бозон, све се тоа модели. Не постои тој бозонот, никој го нема видено бозонот, никој нема видено стрингот, жицата или лупот. Тоа се модели кои при тоа визуелна маца се представуваат за на луѓето интуитивно да им има смисла, остави се математичко-физички модели кои пробуваат да објаснат нешто. И еден е фан на Хигсов бозон теоријата. Еден е на стринг, еден е на луп, еден е на ова. Пардон. И тоа се... Тој што пишува, што е фан на стринг теории, е као навија за својата до некада. И колку и да е објективен, знае некојаш малце неговата студија да се обиде да си го свети на своја страна, па што е фан на таа теорија. Значи, дури таму, за да процениш колку е тоа точно ли, треба знаеш се сите тие теории и парадигмата која да ги читаш студиите. Што нема, го знам сигурно. Значи... Да. Ти ќе се повикаш на некој авторитет кој има 4 критериуми, критичко размислување, така го вика тоа. Да речеме, сакаш да видиш колку е веродостоен извор, колку е веродостојно тоа што некој го кажува. Едно е, две се поврзани со изворот. Дали изворот има доволно знаење за темата? Да или не? Второто, дали би имал мотиви да лажа? Колку што можеш да знаеш са? Да или не? Третото, дали нуди доволно голем број на докази за тоа што го збори? И четвртото, дали доказите се квалитетни? Тоа значи дали има доволно добри студии, репрезентативен примерок, потврдени не. И ти, по тие критериуми, можеш од прилика да процениш веродостојноста на изворот. И сега, ти како некој, да кажеме, лаик, општо човекот што не знае наука, не мораш да навлегуваш премногу, можеш да знаеш основни, има такви курсеви за критичко размислување, основна статистика и како функционира студија, како се гледа изворот, дали е релевантен, не, дали лаже, дали изнесува правилни аргументи, дали прави логички грешки, пост-хок, ад-хок, ги има сите тие кои се како се. И со тоа устојчување секој човек има такви, една книга ја што ја обожавам, што мене лично ми го сменила тоа кога бев помлад, се вика Becoming a Critical Thinker. Добро. Од Ноел Карол, на Skeptic Dictionary, авторот. Он направи едно такво, да кажеме, прирочник од 50-100 страни,
кај што ги дава сите алатки за тоа како еден може да процени веродостоен извор. Ги дава логичките грешки, а ги дава сите форми на манипулации, ад хоминем ли вака, така, дали некој има добар аргумент, лош аргумент, и како да гледаш квалитетни докази, квантитетни, процениш дали изворот е добар или лош. Со основни обуки мали за тоа како функционираат студиите. И сега да не го објаснам, со тие алатки можеш многу добри да си лаик, да процениш во најмала мера дали авторитетот кој ти го кажува тоа е доволно веродостоен за да земеш таа информација, како да го споредиш со други. Добро, но повеќето од луѓето ги немаат тие алатки Јасно да се учи тоа. и се соочуваат со информацијата, нели таква што е пласирана. Не може секој да е стучнак во све. Проблемот е тие што известуваат во стучњаците што лажат или кои да е. Него ли луѓето мера, еве да кажеме, ти си новинар, ако можеш некоја споредба ми направиш, свето со наше општество, да кажеме, тука во Македонија што се случува, значи, дали се редуцира или се намалува, да кажеме, манипулацијата или е некој тренд што како и све останато и сите останати, да кажеме, деструктивни феномени се развива и има се поголема манипулација. Како е надвор, како е кај нас моменталната сцена, да кажеме, кај медиумите со информации? Кај медиумите види. Значи, не сум доволно информиран за, знам, сите медиуми што прават, пошто јас прв пат работам као новинар у прв медиум сега. Тоа што можам да ти кажам е дека целта на новинарите, конкретно, е колку што може по-точно да пренесат веста, значи на добра новинарство зборувам. Дали е тоа сака да прашам, значи дали е тоа целта, затоа што мене ми изгледа дека целта е да се добијат посети и кликови. Она види некоја првенствена цел, значи без некакви филтри тука или без некакви нели етички, морални елементи, значи целта е да се добијат кликови. Мислам тоа е реалноста во која живееме, така. Ако ги добиваш кликовите со спин или со лажни вести, дали е факт, ама тоа така функционира. Ама не, тоа види. Значи, тоа има такви фейк новинарски сајтови, што го прават и кликбейт ти пише, ванземалци дошле таму, а веста е, не знам, за банани, да кажеме са, само колку да го кликнеш, ама тој тип на портали, са туку Македонија, овие што се главни, не знам, са вака што ги читам јас, Слободен печат, не знам, јака, што сум го нема тоа. Ама таков тип на портали живеат кратко. Зашто тој што кога ќе кликне, ќе види дека се зезнал, ќе го пријави тоа како фейк нюс, така натаму, тој портал или нема едноставно нема да се врати веќе таму. Да, нема да се врати. Од кога ќе провери. Квалитетните портали што имаат историја и што се земени, што постојат уште, ги земи ги странски, не знам, New York Times или што ти знам таму, што се сите Телеграф, BBC, тие постојат толку време ради квалитетното известување. Е се нормална. Порталот за воопшто некој да те чита, мораш ти да пишеш за работи што би ги интересирале луѓето, нели? Не можам да пишам за теми што не ги интересираат луѓето, ти онда дома за себе ќе го пише, ами окей. Али етичката цел на новинарот е тоа што го пишува да е точна. Ти па можеш да го направиш забавно и луѓето да го отворат и да сакаат да го видат тоа и да им биде интересно, а при тоа си тачан у тоа што го кажеш. Не можеш да лажеш ти за да се забавен. Можеш да си интересен, забавен, а и тачан. Целта на новинарот, барем ја тоа што го гледам, вака со колеги вешто, е да си тачан. И да си тоа што го збориш да е така. Без разлика кои се твоите ставови, дали ти се свиѓа тоа или не, ти мораш да известиш како што е. Не можеш да лажеш, пошто ако лажеш, многу брзо ќе те фатат дека лажеш. Дори мислам дека и најелементарни читатели, особено заинтересирани за теми, значи ти не знаеш, не пишуваме, јас се пишувам за Украина, за Русија, за Иран, тие што го читаат тоа, ако си направил грешка у името на градот у Иран, тој ќе ти пише тука, гутнавте градот, како можете да го... Ти си брзал нешто, тука си направил на грешка, пошто пишеш цело време и ти збегало тој преглед. Овие читателиве више ти
Те Ти му коригира. речат, што е ова? Не можеш денес да лажеш, пошто интернет може одма некој да кликне, посебно тие што се заинтересирани хардкор што следат војна Украина, Русија, така натаму ти поише, нас знаат од секој новинар знаат поише, пошто тоа е цело време сцената што ја пратат. Не можеш ти нешто да измислиш тупо, ќе те фатат. И ти известуваш како што е, и нивки им се допадне поише, ќе те читаат и ствари твоја полза е да известуваш добро, пошто ако као целта ти е да имаш поише кликови, ќе ги имаш ако си тачен, ако не си тачен нема да кликаат пошто лажеш. Интересно, да. Колку се случува, колку тебе ти се случува да кажеме да си убеден во некоја вест дека ќе биде читана, а да се случи обратното, да кажеме. Се дешава. Како што учам поише, повеќе можам да приметам што е, гледаш што се чита, што не, пример за крипто сум пишал еднаш два пати. Се читало крипто и се пишеш и никој не чита више крипто и знаеш дека сега крипто зле не функционира. И мислам дека и најдобри новинари што се прават по време на грешка. Мисля дека ќе повлече веста, нема да повлече веста. И обратно, мисля дека нема да повлече веста ја читаат сите. Ама со искуство помалку се прават. Повише знаеш што луѓето сакаат да прочитат, што не сакаат да прочитат и достап треба со текст за тоа. Таа моментот тоа се уча. Треба само да следиш што се случува, за да знаеш што е во моментот интерес на луѓе. Ама секогаш можеш да сгрешиш, не, јас се уште сум на почеток ја правам уште грешки. Мислам ја тука ќе пишам нека научна студија огромна што ме интересира. Тоа е супер и треба да се пише и го пишуваме. Ама не го пишуваш тоа затоа што чекаш дека милион луѓе ќе го читат, го пишуваш за да има некој квалитет. И тоа е исто битно. Не мора да биде читана веста. Некојаш мора едноставно да задоволиш и квалитет, освен квантитет. Што ти пишуваш теми што ги интересираат луѓето, ама мораш да ги фатиш и темите што мал број на луѓе ги интересира, ама тие може да се вредна публика. Имаше концерт пред некое време, Гола планина, овие се собра алтернативна екипа од 5-16 кога не би текнала само уметници, настапија у парк. И тоа е една алтернативна сцена која можеме да кажеме дека не е меинстрим. Не е нешто што луѓето сакаат да го гледат. Не е нешто како да напуни, не знам, Борис Трајковски, некој артист сала. Ама тоа е на публика што не е медиумски покриена, а постои која алтернатива. И сега решив да напишам, ништо нема кошта што не јасне. И го направив тоа и они беа благодарни, и фала нема везе, тоа супер. Ги објавив и ти истовремено тука имаш моќ. Тоа ми се свиѓа во една тука сала што имаш моќ да медиумски да покриеш интересни работи што другите ќе ги видат, ако ти што викаш со подкастов, сега ќе донесам некој и ги пишуваш и луѓе го гледаат тоа и следен по тој фестивал ќе наполни може поише луѓе, некој ќе дознае за тој бенд, за оној бенд. И тука е моментот, знаеш, според тоа што го гледам добра новина и тоа го прави. Да, затоа што има нашата новинарска историја, да кажеме, ајде сега во Македонија, нема некое славно, мислам, си iscrnија луѓето едноставно многу. Значи имаат некој багаж што влече, што таа професија го носи со себе и едноставно се развива инстант некои стереотипи, некоја недоверба и дека тука нели едноставно има преголема манипулација со информации и дека човекот прашање на време која нели ќе фати некоја страна, па ќе почне да известува пристрасно, па и така натаму. Мислам дека тоа е еден предизвик што најверојатно и тебе те чека во периодот што доаѓа, ама мислам дека ако некој ги има сите алатки да се справи успешно со тоа, мислам дека ти си човекот дефинитивно. Фала ти, мислам. Океј, да. Така мене ми изгледа со начинот на затоа што луѓето не влагаат во новинарство, мислам дека со овој бекграунд што го имаш ти. Или барем многу ретко, поправиме ако грешам. Значи, они имаат познавање, значи има факултет кај нас, така, претпоставам за новинарство. Значи има нели школа, начин како да
како да влезеш у таа професија, тоа е еден начин, и вториот начин е да, нели, осеќаш дека располагаш со, ајде да кажеме, добар вокабулар, значи имаш некоја добра проценка на феномените, на состојбите во општеството и дека можеш да известуваш, ама дека, нели, ќе дипломираш на машински факултет, ќе дипломираш медицина, ќе напишеш книга, сите тие работи, дека ќе влезеш во новинарство, да кажеме, со тој бекграунд, мислам дека не е чест случај кај нас. Види, тоа што знам, има доста новинари, нема везе, што се доста учени. Не, има и стара фела на новинари и помлада фела што се подковани книжевно и со све со факултети. Така да има и се новинари што не се и така натаму, има се и сешта, секако. Ама квалитетните новинари, например, се доста подковани. И сад тука не аз зборам за јака ше работам, па ше киспа некој да нешто да рекламирам, така да нема уопшто да се... Ама има. Сакам да кажам. Има и без везе, ама моментот е тие знаења, знаеш што така мислев, што ги имаш, ќе ти помогнат побрегу да го совладаш можеби тоа и ако си книжевно писмен или боле реченици ќе будеш па ќе навлезеш, ама си има и за нечески работи што на пример јас сум машинец и фармацевт, така. И јас кога ќе дојде медицинска тема на пример, одма ќе знам што е и ќе напишам на брзина, нема да мислам многу, можеби као некој што не се разбира медицина, па нема да знае што значи ова, па не е сигурен, ја одма гледам што е и го пишувам и јасно. Или физика или нешто. Ама имаш теми, јас што не ги знам. Не знам све. Јас што не знам, можеби внатрешна политика толку знам општо, разбирам што се случува, ама не сум информиран како други новинари што знаат све за историјата на политиката на Македонија. И значи, сега да кажам, не се подценува тоа, па што има различни различни сфери у кои различни новинари се има спортски новинари. Што знаеш све за фудбал, за спорт, ја следав NBA порано на пример. Сега не следам ништо освен UFC, нешто бокс, тие бодилачки вештините ги следам. Ама јас нема сега за фудбал да известувам добро, као не знам колешка кај мене што на работа што знае многу за фудбал и за кошарка и за тенис и кој ќе пише она све знае. Така што и тоа исто не се подценува дека има многу сфери, јас окей тука филозофија знам све, но тоа не значи имаш и новинарски финти. Како земаш изјава, како зборуваш со некои искуство од пресконференции, како се прави преска, све што јас ги немам и сум лаик од тоа и тука тоа е скромниот дел дека имаш многу да учиш тука, дека не јас тука сум мажински нешто и со све влегав ќе растурам. Не, поентата ми беше да го истакнам бекграундот у однос на нели кога ќе дое дилемата дали да се манипулира со одредена информација или да се пренесува изворната информација, мислам дека имаш доволно алатки да пресечеш, да кажем, и да нели задржиш секако, да провериш што е што, како е што, да задржиш некој кредибилитет, така да ќе видиме, ќе читаме во периодот што доаѓа, нели све што ќе пишуваш, јас барем, значи спремам втора. Сум околу тоа кога сме кај пишувањето, значи Анатрос првата книга ти е готова, издадена. Кога е издадена, само ако можеш да ми кажеш? Лани беше промоцијата, зима. Да, лани зима беше. Лани зима и сега се спрема второ издание. Анатрос. Го спремам сега, нема да се вика Анатрос, ќе биде од истиот свет, веројатно. Cyberpunk. Или ќе биде исто. Научна фантастика. Да, вака, Cyberpunk е ствари као подижана на научната фантастика. Научна фантастика е тоа големото што ги фаќа сите со наука шимато. Cyberpunk е тип на научна фантастика како стимпанк. И се ова е научна фантастика, Cyberpunk истовремено, поджана. И тоа што го спремам сега конкретно, ќе бидат приказни, мали приказни. Може ќе бидат 2, може ќе бидат 3, не знам уште. Веројатно тој свет ќе биде. И е при крај тука некаде, садеш не да се мислам како да го досклопам. Имаш ли некој датум од прилика која би можеле да очекуваме, да кажеме? Ќе биде наскоро, беше се правам уште една ревизија на тоа што го пише ваму, се зависи колку врски имаме, тоа е са сметен со врски периодов, иначе
ми се подослободи ќе го допрам и после тоа датуме го даваш на издавачката куќа. Издавачката куќа ти го прифаќа да кописат или не. Ако ти го прифатат, потоа поминува низ процес на печатање, на корици, на што ти знам, лектура, нели прва и све, уредништво, и они после ти кажуваат датум. А веќе Така што не би знал Савиша. кога влезе во процесот, колку читаат луѓето кај нас вакви работи? Не би можел, значи Имаш ли да кажеме преглед ти колку луѓе имаат прочитана твојата книга моментално? колку имат прочитано не би знал, колку ја купиле книгата. Па наверно таа истата бројка е. Да, не може не ја даваат на војна, нели, што Поклон се вика за као, роденден. да, се читаат поише од Да. 200. Ама мислам дека не сум прашал. Искрено никад не сум се. Али мислам дека ако се јавам издавачката куќа, мислам имат информација, не сум сигурен дали е така, може глупост изборам. Издавачката куќа е која? Аз Ламина, тоа е, аз Либрис уствари света по литература МК. Они мисле го мислам ја првата која направив. Значи ова може да се купи во литература моментално Да. и најверојатно наредната иста. Да, со нив си идам. Која екипа ми се више. Ја уште еднаш ќе кажам, прв пат читам нешто од ваков жанр и стварно ми се допадна. Комбинацијата, ајде сега да не откриваме, нели спойлери да не правиме, али би ја препорачал на секој што сака да кажеме да добие некоја перспектива за еднината. Некоја малце поинаква перспектива, да кажеме, од тоа што нели се програмира или се рефлектира од мејнстрим медиуми. И Виктор, искрено било светно тоа да го направам, знаеш, као јас да им препорачувам на... Не, јас го правам тоа. Ти окей, ти може, да, окей, тоа да, фала. Али ја лично би ја препорачал на секој да чита чисто пошто сам да ме чита, да прочитаат луѓе што пишам, нормално. Мислам дека тоа е јасно, тој муавет, јас пишам, не ми е гајле кој... Мислам, не ми е гајле дали некој ќе ми го осуди четивото или не, и окей, некој не го сака тоа, некој го сака, ама пред се самиот так напишување и издавање со желба луѓе да го прочитаат тоа, нели? Значи зашто би го пишал дома, што векаат сам за себе, нели, тој муавет. Така да мислам дека пред се и дали дава перспектива за иднината, види тоа, не знам дали го кажав, дали сме го зборувале, ја и ти не сме го зборувале. Кога го напишав ја тоа, и после помина некој период, нели, додека се направи, излезе меѓувреме Matrix 3. Имаше многу елементи од ова. Тука нешто со игра, не е битно. Јас се изневирав, човече, сега не за друго, не ми е гајле што јас дали сум бил прв луѓе, ќе мисла дека јас ко Matrix сега правам нешто имитација, а нема везе, јас го напишав предходно. И после излезе чат GPT нешто лево десно и нели испаѓа кога е предвидување. Ама тоа што го пишувам ја, ствари го пишувале пред 30-40-50 години, не сум го направил јас нешто како предвидување за иднината особено, не нешто посебно. А мислам дека причината зашто би сакал да го читаат луѓето е самата приказна, колку е едноставно интересна, тоа што му се случува на главниот лик, као тоа што го спомна за Facebook е relatable, че луѓе може да се пронедат од тоа, има состојби, и ти до некаде, нели, да кажеш, што стигна мисли, што му се случуваат во глава, што многу често и на други луѓе им се дешавале во тие ситуации. И едноставно допира до луѓето и низ некоја научна фантастика и приказна, и тоа е, мислам, една од функциите на книжевноста. Што ја направи допрат до луѓето на некаков начин. Одлично, како за после толку време ја уживав во разговорот. Искрено ти кажам, и сад малце ми е криво што не сме били во комуникација почесто, да кажеме, во периодот, ама од овој момент натаму сигурно барам од моја страна би сакал уште еднаш да те видам тука и да отвориме уште многу теми, затоа што мислам дека твоите перспективи се уникатни и изградени во некои ситуации, нешто што не го гледаме секој ден. И во исчекување сме на новата книга.
Фала ти многу. Ако не и old school ќе седнеме пиво ќе пиеме, не само тука да се видиме или некоја место така. Може и дружба надврат. Секако, секако. Фала Ќе ти. ги собереме овие од основно сите. Да, Сако ќе го видат подкастов сите овие од основно ќе направиме една пијачка, обавезно. фала ти уште еднашка Фала и и до некој се нагледање.